Во овие месеци откако е дојде на новата власт има стагнација во многу работи во државата поврзани со економијата. Економијата генерално стагнира. Она што е вади, што е влечи се странските компании што ги донесовме во Македонија. Меѓутоа нема нова инвестициона активност. Нема нови компании кои што доаѓаат, кои што ќе донесат нов раст на бруто општествениот производ. Загрижува тоа што има силен пат кај градежништвото во овие 2 месеци. Погледнете, патот помеѓу Кичево и Струга е речиси целосно запрет со работа. За работи заради кои што не треба да се запре, работи кои што се решаваат во сериозно е намалена активноста на патот од Скопје кон Штип. А патот од Смокница до Демиркапија, кој што е веќе готов, не се пушта во употреба за да помине некое време и да може новата власт да каже дека и таа нешто направила во овие месеци. Биејќи нели нормално е кога 6 месеци не се пушта, луѓето да помислат дека нешто се работи. Всушност таму се заврши патот. Се асфалтираше уште во месец мај. Беше останата само сигнализацијата која што требаше за 1 месец да биде завршена и сега ќе ја тегнат едно 6 месеци, може и повеќе, за да изгледа дека и тие нешто сработиле и завршиле. Наместо сега граѓаните се возат низ тој пат, да се возат низ автопат со 6 ленти, во кој што државата инвестираше, сега се чува затворен патот, се завлекуваат оние завршни работи на сигнализацијата, да се покаже дека ете и новата власт нешто работи. Исто така под прашање се доведени и околностите околу градењето на патот помеѓу Градско и Прилеп. Секаде наоѓаат некакви ситни проблеми кои што во времето кога ние водевме владата ги решававме во и не ги замаравме луѓето со нив. Додека на едно место се гради, на друго место се завршува, некој кабел се префрва или некој далековод се преместува или нешто слично и воопшто јавноста не се заморува и ниту пак се запира проектот. Сега се бараат причини да се запре за да се покаже дека нешто завршиле, дека нешто направиле и така натаму, да покажат активност која што всушност сериозно ја нема. Така што сериозно има намалување на активностите во градежништвото, што го намалува и бројот на вработување во градежништвото. И генерално економската активност е забавена. Имаме намалување на девизните резерви за 172 милиони евра за само 2 месеци, во месец јуни и во месец јули. А нема инвестиции во капитални работи. Значи не се гради нешто за да речеме еве се движат работите па се намалиле девизните резерви. И не само патиштата. И многу други инвестициони капитални објекти се запреа. Например, се беше спремно да почне градбата на Драмскиот театар во Скопје, универзалната сала во Скопје. Скупи, оној монументален објект што требаше да биде изграден со амфитеатарот. Во Охрид, домот на културата, односно театарот. Се се запре, се се застана, се што почнава или требало да го почне ВМРО ДПМН е запрено затоа што е од ВМРО ДПМН. Значи не е важно дали им е потребно на граѓаните, дали е корисно, дали некој театар се распаѓа во скапани бараки од пред 50-60 години, дали луѓето имаат потреба од нешто или не, важно е што ВМРО го ветило и ги започнало подготовките, сега треба да се запре за да луѓето не помислат дека ете ВМРО нешто направило, а всушност се запира економијата на тој начин. И јас сум многу загрижен за бруто општествениот производ во третиот квартал. Вториот квартал, ајде до некаде ќе биде извлечен од оние 2 месеци април и мај кои што беа под власт на ВМРО ДПМН, но меѓутоа веќе јуни има сериозно забавување. Но веќе јули, август, септември ќе се почувствува во наредните извештаи, ќе се почувствува забавувањето на економијата. Нема нови фабрики, нема нови работни места, нема нови капитални градежни инвестиции во државата. Старите се запираат затоа што ги ветило или започнало да ги гради ВМРО ДПМН. Ниту една добра идеја што ВМРО ја промовираше не се прифаќа. Во буџетот сега што ребалансот на буџетот што се гласаше не се прифати ниту еден амандман. Порано ни критикуваа дека сме прифаќале малку амандмани на опозицијата. Сме прифаќале 10, 15, 20 амандмани. Сега ниту еден амандман не се прифати. Ниту еден дел од нашата програма не се разговара, а камоли да се прифати. Например, имавме еден прекрасен проект за рурални развојни зони, во кој што баш во овие места, кај што сум денеска, Центар Жупа, Ростуше, Жировница, Горно Косоврсти, Могорче, Марови Јанови и така натаму, баш во овие места, секој што ќе изградеше фабрика, ќе беше ослободен од плаќање на персонален данок на доход, плаќање на данок на добивка, ќе му беше платено делумно платено за изградба на фабриката и за вработување на секој нов работник. Све се отфрли. Само затоа што ВМРО ДПМН не го предлага. Тоа не е во ред.
Тоа луѓето брзо ќе го почувствуваат. Сега можеби не го чувствуваат, 2 месеци поминаа само, но многу брзо ќе го почувствуваат. Ќе се почувствува намалената економска активност. Нема фокус на таа работа. Луѓето што беа експерти за изнаоѓање на инвеститори, независно дали се странски или се домашни, се остранија, се донесува луѓе кои што немаат искуство за таква работа, немаат знаење за таква работа. А треба да обавуваат такви активности и не ги обавуваат, бидејќи немаат никакво знаење за тоа. Немаат експертиза, тоа не е едноставна работа. Не може секој да обавува таа работа. Не случајно ние ги носевме од Њујорк, од Чикаго, од Лондон, од Германија и така натаму луѓе кои што 15-20 години работеле на инвестиции, на крупни меѓународни инвестиции, кои што знаат како треба се преговара со крупните мултинационални компании, што тие очекуваат, што бараат. Сега се избркаат тие луѓе. Се донесува луѓе кои што имаат своји гранапчиња, продавничиња, мали фирми, кои што никогаш не излегле од границите на Македонија, добар дел од нив не го познаваат ни англискиот јазик или било кој странски јазик за да комуницираат со компаниите што треба да ги донесат или треба да ги задржат. Така што тоа ме загрижува. Срекна околност во целата работа е што донесовме многу компании кои што секоја година имаат план за зголемување на бројот на вработени и тука ќе се малку излечи работата.